Океј, овој дел ќе го аплодирам јас дополнително. Значи продолжите како да сме во живо, ќе им напишам дека ќе го аплодираме подоцна. Значи Тоше Проески беше вклучен преку Антонија Шола во еден процес на унијатство. Тоа е соединување на двете најголеми цркви, православната и на католичката, што е опасен процес во векови. Тоа беше она сите ве сакам. Значи тој сакал да се соединат двете цркви, да бидеме сите христијани обединети под една црква, да не се делиме, да не славиме верски празници со разлика од 2 недели. Тука е вклучена Велика Британија затоа што пријавија дека бил снимен британски албум на Тоше Проески. Поточно не постои британската куќа продуцентска People in Motion, ја нема, го нема продуцентот Брајан, сега му заборавам името, не можам да се сетам во моментов, многу податоци кажав. Значи продуцентот воопшто го нема. Британскиот албум е уствари албум кај што Тоше пее, музички албум на англиски јазик, затоа што Тоше Проески беше можеби единствениот балкански пееш кој пееше на англиски excellent English, значи извонредно добро го владееше англискиот јазик, го владеел. Мешани се Србија, Српската православна црква, Македонската православна црква, Католичката црква, значи многу влијанија политички и верски се провлекува, затоа што манастирот што тој го возобновуваше на гумење, србите си го рачунаат како свој, затоа што Српската православна црква вика сите манастири и сите цркви во Македонија се наши, а Македонската православна црква си ги рачуна како своји. Во исто време тој манастир Тоше кој го градел имал и католички символи, затоа што беше близок и со хрватите, имаше многу пријатели таму и со католичката црква. И едноставно книгата, сценариото за еден иден филм, пошто книгата сакам да ја направам и како основа за сценарио за еден игран филм на кој ќе се темели на вистинити збиднувања, ќе се продаде во огромен тираж и ќе има многу интерес за неа. Воедно ќе остане како еден траен документ за едно несреќно време во Република Македонија, кога го изгубивме не само Тоше Проески, туку ја мислам дека се изгубивме и сите ние како луѓе. Дали сега да додиме на една работа која што би требало да даде зрак на оптимизам? Дали ова треба да биде катарзата низ која што треба да поминеме за да конечно се најдеме во некоја иднина? Дали треба да поминеме низ сите овие Сцили Харибди, да системот на крајот на криштата се распадне, да конечно можеби по не знам кој пат ја изгубиме државата за да се свестиме како генерација дека ја имавме, ја изгубивме и сега можеби тогаш онака ќе ги засукаме ракавите и ќе почнеме да се бориме за третата македонска држава. Значи едно мора да ни биде јасно, ние нема да си изгубиме државата затоа што таа е членка на НАТО. Прво, НАТО нема да дозволи да се распаднеме. Второ, Светска банка и Меѓународен монетарен фонд имаат вложено огромни пари. Македонија е должна некаде околу 7 милиарди долари, или ако не е точно исправиме. Значи тие како еден вид светски банкари, лихвари нема да дозволат Македонија да згасне, значи ќе не одржат да живееме и да екзистираме. Тоа значи, по мене, дека и ова е порака до идните политичари, затоа што овие сегашниве се изгубени во простор и во време и се изгубени главно заради корупција, ама за идните политичари да се размислува Македонија да го примени принципот на Бугарија,
да си признае дека е банкротирана држава, дека не може да си ги сервисира своите долгови, дека не може да се задолжува во недоглед секој вторник, како што тоа го прават, или по 500 или милиарда евра годишно од не знам какви извори, дали унгарски, дали кинески. Тоа значи дека треба овде да се примени бугарскиот принцип на валутен борд. Најголеми должници сме на Светска банка и Меѓународен монетарен фонд. Тие побаруваат највеќе пари од овде. Значи, то се вика светска влада, ќе мора да ни донесат некој Мајк Илиевски или не знам како Џон Трајановски од некаде, од некоја Канада или Соединените Американски држави, како што бугарите тоа го направија со царот Саско-Бурготски, кој го донесоа од Лондон и за неколку години под контрола на меѓународната заедница беа воведени во Европска унија и за члене. Така, ќе ми дозволите само едно прашање кој што беше поставено од една гледачка, кој што е редовна гледачка на каналот, значи надвор од овие теми. Вели прашање за Зоран Божиновски, зошто се стави во одбрана на Зоран Лексов од Штип, откако го објави дека уништил деловни книги, имајќи го во предвид дека непотизмот во негово време беше на високо ниво, вклучувајќи ја сопругата како инспектор на ДПИ и која исклучително е корумпирана. Поборувањата на Зоран Лексов се многу сомнителни и основа на обвинението бидејќи не е основен на управен суд треба да ги води предметите во врска со него. И дали во врска со Бојан Христовски имате нови информации? Во врска со Бојан Христовски немам нови информации, освен оние што ги имам објавено. Предпоставувам дека прашањето е од Олгица Насевска, од Битола. Не е ни битно да ми потврдите, бидејќи таа страдаше додека Зоран Алексов беше директор на Централен регистар. Јас не се ставив во негова одбрана, туку се ставив во одбрана на вистината, затоа што судијата Пајазити, ако се сеќавате оној што беше ставен на тапет во судски совет заради тоа што дозволи ослободување од притвор на припадникот на Косовската УЧК, кој си замина веднаш после пуштање од притвор во некаков домашен притвор. Пајазити донесе одлука во корист на Алексов контра Телеком. Значи, Алексов не е битен овде. Во времето кога пред 22 години имал развиена фирма која продавала интернет меѓу првите во Македонија. Знаете дека имаше неколку провайдери, мислам дека еден од нив беше и Ултранет сличен. Меѓутоа на Телеком му се присторило или процениле дека Зоран Алексов како припадник на ВМРО ДПМН директор во тоа време многу брзо го развива тој приватен бизнес и може да им стане силна конкуренција. Тие му го прекинуваат договорот без образложение и тој поднесува тужба. Бидејќи беше директор на Централен регистар, бидејќи ги знае одлично сите закони, бидејќи е член на кредитно биро кој контролира нели она кој има кредит, кој е кредитно способен, кој не е, бидејќи беше председател на Пливашка федерација, бидејќи беше градоначалник на Штип, одлично знаел дека треба фирмата да си ја одржи како жива, да не му биде под стечај и да не му биде ликвидирана, за да го доживее крајот на процесот против Телеком. Во почеток се работело за 13 милиона евра, штета што Телеком требало да му ја плати, не на него, туку на фирмата. Небулозно е што за уништување на деловни книги е обвинет неговиот син кој имал 7 години кога тоа се случувало, а станал управител на фирмата кога направил 18 години.
Значи, мојата борба беше да објавам со што се занимава судот во Македонија, бидејќи судот донесе времена мерка да се забрани од Телеком да се земат од банкарските сметки во комерцијални банки 2 милиона евра да му се плати штета на Лексов, поточно на фирмата која има заедно со неговиот син, плюс 2 милиона евра штета. Тоа ќе значеше, затоа и го објавив тој случај, ќе значеше комплетно демаскирање на криминалната политика на Македонски Телеком во Македонија, ќе значеше и разбивање на монополот на Телеком во Република Македонија. Значи, тој случај го земав како пример да објаснам во јавноста што се случувало сите овие години и што уште се случува. Значи, не може судија во очај, и тоа судија која е на тапет во Судскиот совет за отстранување од судиска функција, да носи времена мерка да забрани на комерцијални банки да платат штета на приватна фирма која добила спор против Македонски Телеком. Меѓутоа, Македонски Телеком, бидејќи е германска фирма, ја има таа сила, го пронашле тој судија, во сабота донел така одлука како што донел, и таа мислам дека уште не му е ни дадена не сум го прашувал веќе месец дена, мислам дека не му е ни дадена на Зоран Алексов за да не се жали. Така, господине Божиновски, јас ви благодарам што по трет пат гостувавте кај мене, ви посакувам среќна нова година, среќни празници, кои празници да ги чествувате и се надевам се гледаме во некој поведро издание и со некои поведри теми. Благодарам и на вас за честа што по трет пат ме интервјуирате. Поздрав до вашата публика, среќни новогодишни и среќни божични празници. Поздрав. Поздрав.